Стефан, ти благодарам што ја прифати мојата понуда и да бидеш дел од овој видео разговор кој што моравме да го изреализираме на безбедна дистанца поради ситуацијата со корона кризата што се случува низ целиот свет. Нема проблем, никаков, значи. И онака сме далеко, не метар и пол, туку 1000 километри, ама ако преку Skype може. Супер, навистина ми е мило. Уште еднаш ти благодарам што прифати понудата на ова интервју, чие што фокус секако ќе биде твојата музичка кариера, со цел да ги запознаеме подобро граѓаните на општина Велес, па и македонската јавност со твоите музички успеси, со твоите музички напреднувања низ целата кариера. Но за почеток би сакала да ја запознаеме јавноста со твојата историја на музиката. Па затоа ќе те замолам да споделиш одредени информации тоа кога почнати да се занимаваш со музика. Се почна од мали години, од 10, тука негдека, со почнување на слушање на рап музика, македонски рап групи, повеќето. Мислам дека секој артист сигурно слушал прво таква музика пред да почне да ја прави. Така да највише инспирација добив уште од млади години и за прв пат по-професионално тек сум снимил у 2016 година прва песна од мене. Кога сме веќе кај твојата прва песна, сподели ја, ќе те замолам, твоите почетоци нели на првата песна, како дојде сето тоа до инспирација за пишување на истата, па хронолошки би можел да не ги подредиш и понатаму твоите успеси и песни. Најголема инспирација, мислам дека поголема не може да имам, е тоа што сум веќе 10 години иселен од Велес, од Македонија, и мислам дека таа носталгија ме повлече во тоа да морам да направам една песна, барем да си изразам чувства, да си го изразам тоа сето од себе и да слушнат другите што имам да кажам. Така да, снимена е во 2016 година во Велес, кај еден другар, значи домашен амбиент. Не беше кој знае колку професионално направена, али беше барем од душа. Се вика носталгија, така да кој што не ја чул може да ја чуе, има на YouTube и има на сегде. Е достапна. Така да е пола македонска, пола словенска. Пробав некако да се навикнам на таа сцена што се дешава тука во Словенија. Затоа и пола македонска, пола словенска. Во ред па натаму како се движат, значи редоследот на твоите песни? Некои што бидејќи не можеме нели да ги наброиме сите, можеби некои што се твои омилени или пак ти оставиле впечаток и што сметаш дека вредат да се споменат? Последично таа песна и од интересот од луѓето што го добив, кога се врати во Словенија, добив контакт од еден човек од Марибор, од тука, дека има студио и сакав да продолжам, значи, со тоа. Го контактирав, се најдовме и после, мислам дека 3 месеци од таа беше снимена Мојот свет. Уште од мали знаевме да цениме право другарство. Уште од тога знаевме во е више и од братство. Од седење по клупи и бркања низ паркови. Тоа беа сонови од кои никој не разбуди. Како што растевме тие. И таа беше поделена, значи пола македонска, пола словенска. Потоа во 2017 се поврзав со некои луѓе од градот тука кај што живеам, во Домжале. Добивме идеја да направиме репрезент за градот Домжале. Така да, значи без буџет, без никакви инвестирања, со наша камера, со наш труд, го снимивме и првиот спот. Тоа ми беше некако најголема одскочна daска во сето во тука што се дешава. Така да продолжив само на словенски да снимам сега за сега. Може би во иднина, значи, мислам, се надевам дека ќе има некоја целосно македонска. Ама сега за сега сум базиран само на оваа сцена тука што се дешава, сакам да се вклопам некако.
за почеток. Ни треба се крегат, си добар смо ми, па сето е чудо кај ти место нарди, ток ме две дани шанс, да га запустим, тоа е тоа ка се цен, чисто едноставно, кидам за добжале, кончуем тоа расправо. Ајде нешто повеќе со твоите две песни Ангели и демони. Какво значење имаат, бидејќи пред да го започнеме овој разговор ми откри дека имаат некое особено значење, навистина ми остави беле во твојот разговор, па затоа да ја откриеме и на јавноста. Зошто Ангели и зошто демони? Ангели и демони беа во склопот од мојот прв официјален албум, што го издаде годинава. Се вика Адекватно стање, значи стање на еднаквоста. Демони беше снимена, некако најголема инспирација добив од некои луѓе што ми даваа многу голема поддршка, ама со текот на времето и со мојот успон некако ги изгубив тие луѓе, зашто не веруваа повеќе во мене. Така да Демони беше посветена за таквите луѓе што ти стојат, значи страна ти држат рака се живо и на крај еден ден ги снемува. Ангели е па сосема контрадикторно тоа, така да ги пофалив сите луѓе што останаа околу мене и што се уште се околу мене и ми даваат поддршка во било кој аспект. Ангели, ангели. Низ твојата кариера, Стефан, сметам дека како секој друг артист, перформер, си се соочувал со дел од позитивни, но за жал и негативни коментари. Како ти се носиш всушност со тоа низ животот и низ твојата музичка кариера? Позитивните, па не знам, најдобро ги совршувам и сето тоа, негативните па уште поубаво. Ми даваат некаква додатна мотивација, зашто гледам дека луѓето не сакаат да видат туѓ успех, иако можеби самите ништо не направиле во животот, али нема врска, мене ми даваат само додатна мотивација за понатаму и искрено ако ти кажам, не ми ги читам тие коментари, не ми влегуваат. Од тука влегуваат, од тука излегуваат. Ти благодарам, Стефан, за искрениот одговор. Сега би сакала малку да посветиме време на песната Самоконтрола. Тоа е твојата најнова песна. Ќе те замолам да не запознаеш со начинот на нејзиното создавање. Значи, со кој темпо се одвиваа подготовките, можеби твој умилен момент, дали беше тешко да се спреми една ваква песна и секако резултатот. Значи, кој фидбек ти го доби од твојата публика? Песната, значи тоа е најновата песна. Почнав да ја снимам вокално, значи пред 2 месеци, така нешто. Снимена е, значи, во домашен амбиент, домашно студио, лична моја опрема и со цел да видам како можам да усовршам, значи, музиката, ако ја снимам дома и ако некој друг, значи, ми ја среди да е цаком пако направена. И мислам дека во тоа е додатната магија кај сите нови песни. Значи, најдобро секој си се осеќа дома. Мене ми е, барем ја така мислам, и најмногу си опуштен. Видеоспотот е снимен, почнавме да го снимаме во, мислам дека беше во почеток на јуни, така нешто беше. Првиот ден го снимавме на аеродромот Лесце, тука во Словенија. Аеродромот е за акробатски возења со спортски авиони, или како да кажам. Вториот ден снимавме на туристичко атракцијско место Блед и Бледско езеро. Мислам дека моравме некако да искористиме таа некоја си додатна природа, што премалце ги има, значи тие природи во спотовите, се околу коли, се околу оружја, пари, се живо. Така да беше спонтано, ептен, затоа што добивме понуда од еден човек што изнајмува, значи оддава лимузини и по поволна цена се договоривме, се беше супер, така да најголем впечаток од тоа снимање ми остави, мислам дека возењето во лимузината, барем од тој аспект. Сите бевме весели, музика, пиење, знаеме како да тие работи. Така да
Мислам дека последниот проект ми остави најголем впечаток до сега и се надевам дека и понатаму ќе имам и не знам, посрекни моменти, позабавни. Да, јас исто така дека само контрола дојде како прекрасно освежување во однос на пандемијата во која што се соочува сега нели целиот свет и само дали може да ни објасниш како ова песна ја прифати публиката. Бидејќи јас колку што можев да видам навистина имаше огромни цифри на прегледи на твојот YouTube канал. Фала Богу, беше позитивно прифатена. Не знаем што да очекувам, пошто е некако понов ритам, понов вајб, што моментално се дешава, значи на целата музичка естрада. И мислам дека за прв пат таков вајб ја го направи, значи лично на словенски. Во Словенија нема такви артисти, значи има словенски артисти што прават некоја понова музика, али пеат српско или хрватско или како и да било, значи никој не се базира само на словенски, зашто и самите си кажуваат дека е тежок јазик за пеење. Барем на таков стил на музика. Така да беше позитивно прифатена, што ме изненади многу. Многу позитивен, значи фидбек од публиката и мислам дека можам слободно да продолжам со тој начин на работење. Сум презадоволен. Супер, баш ми е драго што има толков нели позитивен коментар и фидбек од сите останати. Веќе ја споменав нели корона кризата. Јас би сакала да дознам што правеше ти всушност додека трае овие тешки денови на пандемијата. Со оглед на тоа што беа нели забранети дискотеките, затворени беа настапи од страна нели на затворен карактер. Дали ти фалеше сцената, можеби, дали ти фалеше музиката, како го помина ти ова време? Ми фалеше. И се уште ми фали, зашто се уште не е завршена, значи сепак има некои ограничувања, така да ја константно одев на работа, значи во слободно време кога си идев од работа и онака немаше премногу движења низ општини и лево десно, едино значи работа дома. Во домашно време искористив баш за тоа да ја напишам само контрола, например. Значи напишав, мислам дека на 4-5 песни, така да сега се утекна на создавање. И мислам дека колку што беше негативно, беше и позитивно, барем за си најдов многу време за себе и за луѓето околу мене, многу повеќе отколку обично. Ама се надевам дека нема да продолжи, значи корона криза. Не знам, некои луѓе значи го сваќаат тоа сериозно, некои не. Секој има свој поглед кон тоа. Не ќе премногу за тоа да дебатирам, оти ми се чини дека не знам ни ја више што мислам за тоа. Така, единствена поука што можеме да ја извлечеме од овој карантина дека е конечно време малце и да стопираме можеби и од обврските и од тоа динамично темпо на живот и да се посветиме себе си и на своите најблиски со цел да поминеме по квалитетно време во однос со нив. Стефан, дали сега би можел нешто повеќе да ни откриеш околу твојот приватен живот? Околу мојот приватен живот? Дали смеам? Не смеам. Океј, значи тука сум веќе, кој што реков, 10 години во Словенија. Се запишав средно, значи хемиска, завршив. Фала Богу, после 4 години. Се запишав на факултет за технологија на полимери, значи глобално гледано преработка на пластика од самиот почеток до крај. Лани во јуни ја бранев дипломската, значи дипломирав и сега годинава тек ми ја дадоа дипломата, така да моментално сум заменик сменоводија во фирма за автоделови. Сум некако задоволен да речеме, ама се барам во својата бранжа, значи да си најдам нешто за работа. По приватно од тоа, не знам што да кажам. Прашањето за околу твоето образование, затоа што би сакала да направиме нели споредба каде се гледа Стефан за 5 години
карикирам можеби и во иднина. Дали можеби како професионалец, како што сега нели и поинтензивно би се занимавал во музичката сцена или пак можеби од областа на која што си дипломиран или моментално која што работиш? Се надевам дека со музичка кариера. Строго се надевам на тоа. Значи ме прави среќен музиката, се осеќам добро кога го правам тоа, добивам добар значи фидбек и се надевам дека тоа би го работел значи до крајот, додека можам да работам, додека не сум за пред пензија. Ама сега не знам, некако словенечката индустрија, музичка индустрија е послаба, не е ни толку платена, не е ни толку за да може човек да се преживее само со тоа. Има одредени, ама се многу сега не би се ограничил на тоа дека ја не можам да бидам во тие, ама сепак некако сум приземен, значи не сум некако да летам во облаци, така да одам се постепено и ќе видиме како ќе биде во иднина. Се надевам дека ќе бидам на повисоко ниво и да можам да речам дека се преживувам со музика. Така, Стефан, ај вака нешто, гледајќи хронолошки нели низ твојата музичка кариера. Сметам дека некогаш ќе речеш, баш тој момент никогаш нема да го заборавам. Дали имаш ти можеби таков момент и да ни го споделиш кој тој? Дали можеби доживување од спот или пак кога си креирал песна, начин на создавање на некоја песна можеби? Мислам дека тој момент беше кога го снимавме првиот репрезент за нашиот град и тоа ни беше прв спот, тоа ни беше значи нас вау. Снимаме спот, сите не гледаа, кај тука дојдевме, сите не гледаа што прават вие, што се глупираат. И некако ни беше, не знам, се усеќавме посебно, значи после тоа кога излезе, кога ги видовме прегледите дека стварно луѓето слушаат и дека значи ни даваат поддршка, тоа не беше уште поголемо вау. Така, ја тој спот стварно би го назначил за некако за, како што реков преска, значи одскочна даска и ни направи сосема некој да ни се сврти животот за 180 степени, значи сосема контрасмер како што сме оделе до тогаш. Така да снимањата беа луди, имаше преку, не знам, 100 луѓе. У тој спот се извртеа 300 работи, тоа не успеа, тоа не успеа, зошто вака, зошто така, па ќе ти падне камера, ќе се скрши, па немавме дрон, па што да направиме, па луди работи, ама на крај излезе како што излезе, значи само монтажа, самите правихме монтажа и мислам дека ни беше тоа најголем момент за памтење. За понатаму ќе видиме, не знам. Стефан, што може да очекува македонската јавност од тебе? Може да очекува, значи, 120% македонска песна. Сакам, значи, да имам желба, многу голема желба, значи, да направам, ама прво моментално сега да ги довршам уште 3-4 песни, што сум ги наумил. И после тоа мислам дека можам слободно да пробам и на македонски, па да видиме како ќе биде таму прифатено, значи, тој жанр на музика. Што би им порачал на младите ентузијасти? Би им порачал дека каде што има желба има и пат. Значи не мора значи се што ќе напишеш тоа и да го отпееш. Затоа ја престанав значи да пишувам у тетрадки и такви работи зашто беа исцртани, прецртани и значи у телефон си пишувам, лагано бришеш и тоа е тоа. Мислам дека стварно, како што реков, ако има желба, има и пат, веруј. Значи, сегде се наоѓа, не мора да биде значи професионално колку снимано, за колку пари направено и што било важно тебе да те прави среќен. Тоа ми е мене, значи, за почеток, мене тоа ми исполнува. Мене ми е супер мене ми е само значи битно да видам каков е фидбекот од публиката, значи. На почеток ми беше, ја зборував, значи, правам за себе. Си кажував ја тоа во глава, значи правам за себе, ама на крај видов чекај, ама ако правам ја за себе, зашто ја тогаш ставам на YouTube за да видат и други луѓе? Ако сум правил само за себе, значи сакам да видам што и друг мисли. Така да и нека не дозволуваат негативните коментари да стасаат до нив. Тие се само пролазни. И мислам дека со текот на времето сите тие негативни коментари од истите луѓе се вртат у позитивни. Имам таков филинг.
Супер, Стефан, ти благодарам за поуката и за искуството и за делот, прекрасните совети кои што ги додали на младите таленти кои што во иднина се гледаат како професионалци во музичката сцена. Овде некаде би сакала да го привршиме интервјуто и би сакала да ти се заблагодарам што прифати мојата покана за да бидеш дел од овој интервју и што на безбедна дистанца се обрати на македонската јавност. Најмал проблем и мене ми беше баш супер. Така да се надевам дека ќе направиме уште едно во живо. Во иднина. Некој друг од алкохол и цигари не проба, небитно е тоа. Битни сме тие што останавме, освен љубов и почи друго ништо не баравме. Тие две работи до созревање не водеа.